أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم أما بعد Благодарност му припаѓа на Аллах Джеле Джелалуху, кој ни овозможува да се собереме оваков убав ден, во ден на џума, да се подсетиме на неговите благодети, да се подсетиме на некои верски правила кои ни се потребни во животот. Истовремено донесуваме салават и селам, мир и спас и благослов да бидат врз последниот Аллахов пејгамбер и миленик Мухамед салаллаху алейхи ва селем, кој не поучи со секое добро кое ќе не приближи до дженнет и не предупредил за секое зло со кое ќе заслужиме джехеннем. Салават врз него, врз негова фамилија, асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин до судниот ден. Денеска со наш е еден курански ајет во сура Хуџурат 12 ајет, каде Аллах Джеле Джелалуху не учи во живот како треба да ги примаме информациите, како треба да оцрпиме знаењето и како може лоша информација, ширење на гласини и клевети може да донесе до големи последици и проблеми во едно место, во една заедница. Бидејќи денеска живееме во време на информации, во време на интернет, телефони, сателитски и ред други медиуми. Вели еден шејх Мухамед Хасан, вели тешко на оној човек кој се зема здраво за готово што се нуди на телевизија или на интернет или на сателитска. Никој пат не може да ти биде тоа учител, шејх. Учител може да биде само оној пред кого ќе стоиш и ќе расправаш. Потоа нам ни е познат примерот. Нам ни е познат примерот на Адем алейхи селам со Иблис лаънетуллахи алейх, со проклетиот Иблис, кој замисли Иблис наоѓа начин и средство да стигне до Адем алейхи селам и да му даде погрешна информација. И поради таа информација Адем алейхи селам греши и Аллах Джелешану го симна од дженнет на земја. И тоа замисли Иблис проклет да биде. Доаѓа и мели, ја Адем, о Адем, дали знаеш зашто ти е забрането тоа овошје во дженнет? Ако ти каснеш од тоа овошје во дженнет, ти ќе имаш вечност и ќе имаш апсолутна власт и сила. Значи, и плюс му вели, инни леке мине насихин. Јас сум твој советувач. Јас сум твој насихатчија. Се го мами, го подучува на зло и му вели, инни леке мине насихин, јас сум твој советувач. Адем алейхи селам ја прими ова информација, сгреши и Аллах Джеле Джелалуху го симна од дженнет на дуња. А што е дуња? Зашто ако читаш Куран,
Азимушан, Allah u kurmeni, wa kul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. I vi slezete na zemlja kada će vidjeti neprijatelj jedan na drug. Kuranski ajet. Zemlja ili ovaj dunjaluk je mjesto kada luže to postojano se mrazat, borba za život, borba za dalaveri, borbe za neprijateljstvo koje da dojde do nešto. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, i vi će ostanete na zemlja jedno odredeno vreme. Znači, lažna ta informacija kakvi posljedice nosi. Kuranski ajet u suri Al-Hujurat 12, Allah dželle dželaluhu ne uži jedna mnogo važna rabota, jedna važna lekcija o životu. Ja ayyuhalladhina amanu, prvo povik do vernici. Ja ayyuhalladhina amanu, ovi koji vjerujete. Koji se ti koji vjerujete? Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Vernici su oni prvo koji vjerujete vani vidljivo. Nije ne smo ga vidjeli Allah dželle dželaluhu, vjerujeme. Ne smo ga vidjeli niti pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, niti smo ga vidjeli meleki, niti smo ga vidjeli sudnji dan, niti džennet, niti džehennem. To spaša po nevidljiv svet. Mi ne smo ga vidjeli, nevidljivi od svet, međutim vjerujeme. I zato si ga veruvaš. Iako nesi ga vidio, go osjećaš. Isto kako na telefon, mobilen. Ti imaš mobilen, nemaš mreža, ne možeš da zboruješ. Branovite koji gi praćat satelitite se ne vidljivi. Kako televizijska antena ili sač od satelit. Govortiš malo, će dobiješ satelit, nastrana ne dobivaš. Znači treba da ima mreža. Iako ne se gleda, tije branovi se ne vidljivi. Allah dželešanu se čustva. I od duša, Allah dželešanu se gleda i preku njegovo to delo. Koje je njegovo delo? Sve ovo što je okolo nas. Nebo, zemlja, planeti, reki, sve to svedoči neka nekoj gi sozdal, a to je Allah dželle dželaluhu. Znači vernik mora da veruva. In ja'akum fasik, veli Allah dželle dželaluhu. Ako vi dojde nekoj neproverena ličnost, vi dojde nekoj grešnik, fasik na arapski znači onaj koji će izleze od čisto, znači onaj koji će se izvalka, koji je grešnik, koji je lažgo, koji je izmamnik, vi dojde sa nekoj binevej, vi dojde sa nekoja vest, sa nekoja informacija, fetebejenu, nemoj da brzate. Fetebejenu, proverete ja, entusibu kaumen, gdje može da napravite zlo, šteta, biđehale, bez znanje, i poslije će se kajati. Zašto je ovaj kuranski ajet objavljen? Ibn Kathir, komentator poznat na Kuran Azimušan, veli jedan čovjek po ime Haris ibn Dirar, radijallahu anhu, dojde kaj pejgamber alejhi selam primi islam. Mu reče, ja Rasulullah, će se vratamo u moje pleme, će gi povika vo islam. I poslije neko vreme, koja će soberam zekat, pušti čovjek da go zeme to iz zekat. Gdje u vremena pejgambera alejhi salatu vesselam, pejgamber alejhi selam puštaše čovjek koji će osobere zekat od luđetu. I koja dojde vreme, pejgamber alejhi selam go pušti na jedan čovjek po ime Velid ibn Ukbe ibn Ebi Muajd, ashab. Mri će odiš vo plemeto Benu Mustalik i će go sobereš zekat. I trgne ovaj čovjek, iz pustina dodi vo to pleme da go zeme zekat. Vo međuvreme, što se slučuva? Vo međuvreme, ovo pleme, Haris ibn Dirar, el-Huzai, veli nema go pejgamber sa selem da dojde do zeme zekat. Pa zato ki sobira najuglednite luđe to pleme i trgnuva kod Medina. I koja ki gleda ovaj čovjek Velid, kako to pleme izlegува nadvor i veli, ovi je saka da me ubijat. Zašto? Videći to je pred da ti je stanat muslimani imali neprijateljstvo. I сега веднаш šeitanot go uči дека ti je saka da go ubije od njega. Bez da proveri, bez da utvrdi, dođa kad pejgamber alejhi selam i mu reče, ja Rasulallah, plemeto
Benu Mustalik stana nevernici. I duri mene saka da me ubijat. Ovo go izmislil. Saka da me ubijat. Ali pejgamber sam беше човек koji беше staložen i smiren čovjek, koji ne zemаше zdravo za gotovo. Vi znate na 11. septembri 2001. godina koga se sluči padot na tije dve kuli u New York, koja ti je udirila tije dva avioni. I odmah CNN, što pre CNN, televizive se perači na televizive, satelitskive, internetov, perač na da ti go ispere, ti go izmije. I vednaš kažuva slika, znači na CNN, denta, kažuva slika od Palestina. Kako Palestinci se raduvat, kako pavat amerikansko zname. Saka da kaže, gledajte koji go napravilo ova, muslimanite. I zamisli, sve ušte ima dobri luđe na ova zemlja. Se javio jedan germanski snimatelj, Germanec od Germanije, koji работал vo CNN, posle работал 10 godini pred toga, u 1990. godina. I se javio CNN i veli, nemojte da manipulirate sa luđe. Ta snimka je stara 10 godini, nema vrska sa ova svega što se udri avionite vo tije dve zgradi. Znači televizijama ki manipulira i ki vrti informacije samo da go osudi ono što saka. Iako nema pravo. Vi gledaš primjer, vo Palestina, Izrael dojde vo Palestina. Vleze doma, filmova sekoj den i oni što se brana doma, tije vo televiziji gi vikat okupatori. Tije gi vikat vo televizija mujahidini, radikalisti, separatisti, šovinisti, radikalisti, teroristi, sve kako. Zamisli ti doma da sjediš i neko da ti uzeme dvorot, neko da ti opere žena ili dete. Ima televizija kako će pišuva, terorist, ti moraš se braniš. Zato čovjek od muslimana treba da pazi koga sluša, koga gleda informacijite, da ne gi prima zdravo za gotovo. I pejgamber ne беше smiren čovjek. Го пушти на Халид ибн Валид, радијаллаху анху, беше, Халид, оди провери, дали е вистина. И доаѓа Халид ибн Валид навечер кај Акшам и застанува кај тоа племе, се крие и гледа да провери како е ситуација. Кога гледал тоа племе, јесам се вика. Чека јачија, јесам се вика. Луѓето трчат во џамија. Значи луѓето не се не муслимани, како што тој првиот рече. Велид ибн Укбе, првиот човек кој го пушти пейгамбер алейхи селам, тој рече, станале чафери, сакале да ме убијат, не сакат да цекат. Халид ибн Валид доаѓа и гледа овие луѓе, не е тоа вистина. И потоа Халид ибн Валид оди кај нив и заедно доаѓаат кај пейгамбер алейхи селам. И пейгамбер алейхи селам ги прашува дали е вистина. Видите, се провери веста, мора да слушнеш двете страни. Денеска луѓе зборуваат ова жена така, тој човек така. Тоа е тежина, бе. Тоа е че се пара одговорност пред Аллах Джелешану. Овдека на дуња немаме одговорност. Што ка немаме шеријат. Ој вака, тој така, без доказ, без аргумент. Инна аллазина ярмуна алмуъминат, المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة, veli Allah dželešanu. Onaj koji kleveti za jedan musliman, za muslimanka koja je čista, koja je česna, to je prokletnik na dunja i na ahiret. I go čeka golema, stramna kazna. Nemoj da zboruvaš, nemoj da klevetiš, će budeš povikan na odgovornost. Videći, pejgamber alejhi salatu vesselam veli, lemma uriđe li, i denta koga be vozdignat, noćta, koja be vozdignat vo Mirač, to je muđiza na pejgamber sallam, ko Allah mu go dade, vika merartu bi kao min, vika pominat pokraj luđe, lahom asfar min nuhas, luđe koji ima bakarni nokti od olovo, dolgi, golemi, jahmišune vuđuhahom wa ajsadahom, koji gi kina svojite lica, znači svojite lice, samite luđe sa nokti, ko kina svojeto lice i svojeto telo, svojeta koža je parčat. Kultu li Džibril, men haula, go prašao na Džibrila a.s. Znači koji pejgamber a.s. go prašao na Džibraila a.s. Men haula, koji su je luđe? Zašto ovaka samite sebe si se kubat i kinat svojite lica, svojite tela? Koji su je luđe? Kal, haula,
Тие се оние кои јактабуне нас во јакауне фи арадихим. Тие се оние луѓе кои ги озборуваат другите луѓе и ја валкаат честа на другиот. Че без аргумент, без ништо. Тоа што го валка другиот, што сака да го посрамоти другиот, на судниот ден тој сами од себе си ќе се казнува со таква казна. Ухал џезаул ихсан или ихсан. Тоа е куранско, шеријатско правило. Казна за добро е добро. Или награда за добро е добро. Казна за зло е зло. И затоа треба човекот муслиманот да внимава. И пегамбер сам го повикна на Велид, му рече, зошто рече таква информација, рече има порано непријателство со нив и се покаја. А иначе, ако пегамбер сам пуштеше војска и го нападнаше тоа племе, ќе падна бројни невини жртви. Али пегамбер салаллаху алейхи ве селем беше смирен човек. И затоа пегамбер салаллаху алейхи ве селем рече, атенни мин Аллах, вал аџеле мин аш-шејтан. Брзањето е од шејтан, а смиреноста е од Аллах. Смиреност и од Аллах. Дозволи човек да која ти кажува да го дослушаш до крај. И немој да му донесуваш суд со кој ќе го судиш. Брзање од шејтан, а смиреност е од Аллах. Поранешните генерации кажуваат дека брзање од шејтан, како Ибрахим ибн Адхам, рахимеуллах, брзање од шејтан, меѓутоа во 5 ситуации брзањето е суннет на пегамбер алейхи селам. Запамти. Брзање од шејтан. Меѓутоа во 5 ситуации брзањето е суннет, препрашливо, добро. Да нахраниш гостин. Кој ќе ти даде гостин, веднаш да го угостиш. Може би тој не јаде, може е гладен, може патува далеко, да земеш да го угостиш. Второ, кој ќе настапи време за намаз да побрзаш да се спремаш. Гледаш човек, оđe брзо викаш езан. Ти кога јас, ти знаеш, ке нас имаме алхамдулилlah таквим, се знае кога е езан, кога е намаз. Да се ораби, ја ќе се вика езан и после 20 минута се клања. Зошто дојдеш пред во џамија? Меѓутоа човекот, Аллах окровели, "Ва кана линсану аксару шејин џадала." Човекот стално сака да се правда. И кога убива се правда, и кога мами се правда. Второ, трето, џеназе и да хадарат. Кога се случи умирачка, треба што побрзо џеназа да се спрема, да се подготви да се однесе во гробишта. Четврто, борџ. Човек што зема од некого борџ, треба да побрза веднаш да му го врати, што може. Бидејќи борџот е голема ствар, тоа е голема работа за која човекот ќе биде одговорен пред Аллах џелешану. И пето, брзањето е суннет, кога човек ќе сгреши, веднаш да почини тоубе, покајање и истигфар кај Аллах џелешану. Затоа да се чуваме од искушенија, да се чуваме од лажни информации кои се шират преку интернет, преку телевизија и кога ни носи некој човек нешто информација, немој да земаш здраво за готово, бидејќи може да дојде до последици. Муслиманот е смирен, стабилен и сталожен човек кој внимава на сето тоа што допира до него. Нека Аллах џеле џелалуху не окити со добри особини, не очисти од лоши работи и не приближи до џеннатул фирдеус. Wa sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.